Сдруженијето за вмрежување на успешни жени, едуцирање и истражување, јас сум жена, официјално постои изминатите година и половина, но неофицијално од 2022 година со организирање на првата женска лидерска конференција во Скопје. Целта на ова здружение е да ги вмрежи, да ги поврзе, да гради мостови меѓу сите жени без разлика дали живеат во рурални средини или во урбани средини, да ги прошири хоризонтите на секоја жена, да ја покаже дека има и други можности на светот, со тоа да излезе од комфорт зоната и да се впушти во некои нови правци во животот. Првично кикбоксот е спорт кој што е создаден од мажи и за мажи. Меѓутоа, со текот на времето, ние како пионери кикбоксерки, мислам дека ги рушивме тие стереотипи на женски машки спортови и нивната идентификација и можам да кажам дека сега веќе има една драстична разлика и дека истрасиран патот и дека веќе имаме голем респектабилен однос помеѓу машките и женските кикбоксери. Во делот на кикбоксот, мислам дека немаме такви некои разлики, бидејќи заедно спарингуваме, заедно тренираме и мислам дека на тој начин на спортување, иако се надпреваруваме одделно, мислам дека сме ги намалиле во голем дел разликите и различностите. Во принцип, јас сум жена, не е феминистичка варијанта и не се бори за обесправените жени кои треба да имаат подобро место во општеството, напротив, само сме начин, облик, форма како да ги вмрежиме успешните приказни. Успешна приказна не значи приказна која лесно го движала патот и стигнала до целта, напротив, успешните приказни се самиот пат, полн со пречки, полн со проблеми и предизвици и начин како да уживаме додека го одиме. Целта помалку е важна, значи во таква една концепција многу помага вмрежувањето. Кога ќе се спојат енергиите на успешни жени кои оствариле работи кои можеби не се нивни цели во моментот, им се повисоки да речеме, но успеале да некој ниво да се самоизградат, да се самореализираат и кога таа енергија ќе се спои, можно е да биде сериозен двигател, почеток, зачеток на промени општествени кои на Македонија и се повеќе од потребни. Било која професија е многу потешко за разлика од припадниците на машкиот пол. Меѓутоа, секоја женска индивидуа која што е интелектуална, способна, психички подготвена, која што ја сака својата професија и која што чувствува дека ја работи со желба и љубов, многу лесно и мудро може да ги надмине сите тие способности. Нашата женска интуиција е таа која што можеби некогаш не води, но интуицијата не значи ништо ако не постои добра стручност, добра подкованост и добра психичка истрајност и ментална стабилност за да може да се надминат сите пречки. Денеска е огромна честа да се биде дел од овој успешен настан, каде што имаме успешни, образовани жени, кои треба да бидат икони за цело наше општество, за нашата Македонија па и понатаму. Огромна е честа што ова здружение, јас сум жена, е меморандум подписничка со Факултетот за туризам и бизнис логистика, а на вашето прашање дали се соочуваме со предрасуди и стереотипи со оглед на тоа дека сум деканка на овој факултет, да, се соочуваме, но сметам дека моќта на жената се состои токму во незината истрајност, во незината посветеност, во моќта во нашите зборови кои што секогаш се подкрепа на една едукација, на едно доживотно учење, на упорност, на истрајност, но на што природата ни го дала е тој еден силен инстинкт на мудроста да ги решаваме успешно конфликтите и сметам дека со оглед на тоа оти се наоѓаме во еден образовен систем и сме стожар во овој сектор е да образуваме млади девојки, да образуваме млади сили кои што цврсто ќе чекорат во нашето општество, ќе градат силни институции, бидејќи резултатите токму го потврдува. Да се биде женопилот е многу захтевна професија. Самата професија, како сите останати професии, си носи многу и прос и конс, значи позитивни и негативни работи, бара голема жртва,
процесот на постанување на пилот. Меѓутоа, ако имаме доволно желба, упорност, своеглавост и константно да ја бараме мотивацијата поради тоа што сме се зафатиле за овој пат, може да успееме. Професијата како професија е супер. Треба стварно да го сакате ова за да го почнете овој пат, бидејќи, како што кажав, бара доста жртви, меѓутоа е прекрасно.